Драги гледачи, добар ден, добро дојдовте во 19-то издание на емисијата Тип 102. Емисија која што оди на програмата на Ирис телевизија секоја сабота во 13 часот и 30 минути. Директно можете и вие да учествувате во реализацијата на оваа емисија со ваши јавувања на нашиот дежурен телефон 612 313 и 612 314, повикувачки број за Штип 032 да се јавувате, да прогнозирате, да давате точен резултат за денешната средба Саутемптон Ливерпул. Значи, можете и вие активно да учествувате кога ќе дојде време за тоа, а да кажем веднаш на почетокот дека денешен наш ексклузивен гостин е Сашко Патраклиев, член на карате клубот Македонко Штип. Член, бидејќи тој настапува и како надпреварувач, а воедно и како тренер, помошник на неговиот татко Кирче Патраклиев. Карате клуб со традиција, со реноме, со респект, кој што веќе 40 години обстојува, вирее и донесува видни награди и титули за клубот Македонка и за градот Штип. Емисија во која што има повеќе содржини, во почетокот еве кој најава да кажем увод што ќе следува, значи веднаш по овој првиот джингл ќе следуваат они упатства за текот и содржината на емисијата. Гостинот Сашко Патраклиев, со кого ќе поразговараме за тековните активности, ќе направиме една ретроспектива за карате клубот Македонка, за оно што е постигнато, што ќе следува понатамошните активности. По него предлог имаме 10 парови, 10 двојки, кои што тој ќе ги истипува, предлог негов за вас, драги гледачи, и со негова припомош да дојдете до награда. Околу 14 часот ќе имаме директно јавување со нашиот, ќе речем, надворешен соработник во на Катче Џаро тип, во кој што Велибор Џаровски во живо телефонски ќе се јави од Скопје со негов предлог за оние досетки, за оние дојави, кои што према него може да бидат и точни резултати. Односно, ни подготвува изненадување 7-8 парови, кои што ќе бидат по негов предлог, а ќе можете вие да ги типувате. Во последниот дел активно учество со вас повторно, тоа не значи дека и во текот на емисијата не може да се јавате, меѓутоа еве последниот дел го ставаме конкретно за вас, да се јавувате, да давате точни резултати или било каква прогноза за средбата од англиската премиер лига Саутемптон Ливерпул. Ова ќе биде накратко за содржината, предлагам да сега да одиме со джингл и продолжуваме со останатиот дел во кој ќе дадеме уште неколку дообјаснувања. Одиме со джингл. Нека биде ова поздрав и почит кон дечките и девојките кои што се на своите работни места во облажувалниците на Вил Хил, ширум источниот регион, каде што допира сигналот на Ирис телевизија, секако и ширум цела Македонија, бидејќи облажувалници на Вил Хил има во секој катче на Македонија. Вистинските прогнозери знаат да одберат, следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил, облажувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил, спортскиот свет вие како надланка, ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Да кажем и за оние кои што можеби не ја следеле програмата на Ирис телевизија, бидејќи на Кајрон и преку интернет ги соопштуваме и добитниците од минатата емисија. Оние кои што не успеале досега да се најдат во списокот на добитници, јас ќе ги повторам. Значи, добитници на талон во вредност од 50 денари, кои можат уште денеска веднаш по емисијата да уплатат во Вил Хил, во облажувалниците на Вил Хил, тоа се Тони Малинов Штип, Ристо Малечков Штип, Шефки Салио Виница и Мите Секулов Штип. Значи, тие имат вредносен талон на 50 денари, кои што ќе може да уплатат во Вил Хил, додека пак добитници по она линија од Велибор Џаровски Џаро, од Зегин, исто така уплата за 50 денари. Тоа се Оливер Јовановски Штип, Илче Јорданов Штип, Иван Петров Штип и Лазар Велков Штип. Значи, овие исто така во облажувалниците на Вил Хил ќе може да уплатат, меѓутоа мора да однесат документ за идентификација да кажат дека се добитници од Зегин. Списокот со овие добитници е доставен до облажувалниците на Вил Хил. Дечките и девојките уредно ќе ве примат
ќе ги земат вашите талони и бесплатно ќе уплатат за 50 денари. Уште едно подсетување, едно повторување, значи од Вилхил до Витници, Тони Малинов Штип, Ристо Манечков Штип, Шеф Киселио Виница, Мите Секуло Штип. Додека од Зегин до Витници се Оливер Јовановски Штип, Илче Јорданов Штип, Иван Петров Штип и Лазар Велков Штип. Значи, тоа е она што се однесува за минатата емисија, сректи добитници кои што може да се надеваат на награда и оваа недела. Од она што го нуди билтенот на Вилхил, тоа е најновиот број, бесплатен примерок на билтенот, можете да го видите во обложавалниците на Вилхил, а она што го нуди покрај многуте изненадувања, јас секогаш го повторам, ова е можеби најдобрата варијанта, односно уплата на талон со 6 надпревари следува бонус од 5%. Талон со 7 надпревари бонус од 10%, 8 надпревари бонус од 15%, талон со 9 надпревари следува бонус од 20%. Талон со 10 надпревари 20%, со 11 надпревари 30%, со 12 надпревари 35%, со 13 надпревари 40%, талон со 15 надпревари, тоа е максимумот, значи талон со уплатени 15 надпревари, за него следува бонус од 50%. Тоа е она што го нудат обложувалниците на Вилхил, заедничка емисија тип 102 во соработка со Вилхил, обложувалниците и секако со вас, драги гледачи, бидејќи и вие активно учествувате во реализацијата на оваа емисија. Сега предлагам да одиме со уште еден джингл. Поздрав, почит кон нашите пријатели кои што и тие предонесуваат за реализацијата на оваа емисија. Реклами и поздрав на спонзорите. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вилхил. Во билтените на Вилхил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вилхил во секој катче на Македонија. Пица ресторан Сае. Тајната е во вештините на угостителскиот еснав, вистината во гурманското чувство на гостите. Идеално место за дружба со најблиските или деловните партнери, организирање на прослави во незаборавен амбиент, прекрасна атмосфера и перфектна услуга. Пица ресторан Сае, во срцето на Горно Мало. Резервации и нарачки на телефон 384 698 или на мобилен 078 240 532. Спортисимо, вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Кочани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вилхил. Во билтените на Вилхил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вилхил во секој катче на Македонија.
Преку во најавата, наш денешен ексклузивен гостин ќе биде Сашко Патраклиев, тој веќе е овде, велам добар ден и добре дојде. Добар ден на сите гледачи на Ирис телевизија. Сашко, се знаеме одамна, покрај спортските терени, кај вас татами или татуми, како беше? Татами. Татами, да. Престуваме на нови надпревари. Јас знам, оние поблиските знаат, меѓутоа за најмајите да кажеме кој е Сашко Патраклиев, од каде доаѓа, како дојде до реализацијата на формирање на клубот, ти си помал, меѓутоа тука некаде и семејна фамилијарна традиција, бидејќи тренер на карате клубот, еве кај Откаја Македонка е твојот родител Кирче Патраклиев, доста познато име, еден од она прва генерација наши штипски каратисти. Сега најпрво да кажам дека ова по зборување што сум слушал од својот родител, значи карате клубот е составен 73 година, членува веќе над 40 години и броеме големи резултати, големи успеси во клубот. Најголеми резултати на клубот се во македонски рамки, значи кажано. Настапуваме веќе 5 години поред во македонската карате прва лига, значи едно по друго и се бореме значи со најдобрите моментално во Македонија, значи со најголеми финансиери, значи МАК Петрол и Металург, извојуваме секој пат екипа која може да се носи со ни, но дали е проблем финансиски, дали проблем имаме околе задржување на генерации, значи сениорска генерација, значи единствен клуб во Штип, моментално што брои со 5 сениори, значи да настапува во прва лига, тоа сме ние. Значи карате клуб Македонка е составен некаде околе 73 година, исто така, значи, меѓу главните бил мојот татко Кирчо Патраклиев, да ги спомнеме и Панде Сарев, и Злате Сарев, значи Јованче, тие постарите генерации, тие биле носители на карате клуба. Инаку, за познати спортисти се вели крушката под круша паѓа, меѓутоа, ти си интересен малку, покрај каратето имаше и други некои предиспозиции. Како беше почетокот? Дали веднаш со карате или имаше, како секој млад повеќе за фудбал да речеме, бидејќи малски фудбал, секој пат е бил привлечен за малите, барем машки деца. Па вака сега, значи почнав најпрво со карате, бидејќи 8 години, значи 8 години имам тренирано и фудбал, во кој редовно се занимаваше и имам настапувано во повеќе лиги надпревари, имам одено за Шпанија со Колет 2001 година, значи 2001. Најпрво сакам да го поздравам Мите Секулов, кој е еден од најдобрите тренери во Брегалница, значи тој да не забравиме ги извади и Постолов, ги извади и Здравков, таа генерација, значи сакам да ги поздравам и денешните играчи на Брегалница, значи Лазар Илиев, Славче, Велковски, Дуле Белкото, тие се мои колеги исто така. Значи, 2001 Шпанија, тоа со генерацијата на тренерот Никола Полозаров, една прекрасна екипа која што ја процив славата на Брегалница, ми се чини беше тоа. Во кој место бевте во Шпанија? Значи беме во Виторија, тоа е Севиля, значи тука близко Севиля, и настапувавме на доста добар турнир, во кој го заземавме второто место, изгубивме од домакинот и така. Убаво беше тоа да се видат, да се прошите по Шпанија. Дали продолжи со фудбалот или тоа беше... Не, значи тоа беше последно моје, бидејќи два спорта не можеш да издржиш кога веќе растеш генерацијски, два спорта не може. Продолжив со каратето, значи најголем мој резултат е Вроцлав 2008 година, светско, универзитетско трето место, загубив во полуфиналето од Јапонија. Најнови резултати, значи балканското ми е пред 2 години во Црна Гора, трето место. Настапуваме на златни премиер лиги, значи Кога сме кај премиер лиги, тај да дадеме мало појаснување. Што значи тоа е? Ние знаеме кој спортисти, меѓутоа за обичните граѓани, кога се игра таа, да речеме, премиер лига, кога се организира тие турнири, колку пати ги има во годината, кој смее да настапува? Вака, значи на премиер лига се настапува клубски, значи под карате клуб Македонка настапуваш, не е репрезентативно, и си плаќаш сам. Значи клубот ти плаќа таму кај што треба да настапиш. Премиер лигата
Премиер лига, како Премиер лига може да настапи секој клуб од светот кој е под ВКФ. Значи светски рамки кој е под ВКФ. Секоја федерација дава потврда дека ти си член на Карате федерација на Македонија, на пример. Како нашата федерација прате писмо до ВКФ и таму настапуваат врвните каратисти. Значи светска класа. Премиер лиги има некаде околу 10, значи секаде во светот се одржуваат. Во текот на годината? Во текот на годината, да, минимум 10, од кои за нас, например, кога има европско првенство, секој пат се одржува у мај. Имаме 4 златни лиги пред европското, тие се бодовни, значи поени се собираат на премиер лигите за да настапиш на европско првенство. Да се вратиме на домашни терени. Како се одвива првенството овде, да речеме екипно, поединечно? Слушавме дека има и изборно првенство. Како течат овие надпреварувања во рамките на карате лигата? Значи рангирањето во Македонија е најбитно државното првенство. Значи државното првенство, ако улезеш меѓу првите 4, значи тоа е 2/3 фактички има кај нас. Значи прво, второ и 2/3. Да, значи прво, второ и 2/3, после молат на изборно. Значи изборното составуваат се тие четворица, значи секој со секој. Се бодува, секој со секој и се собираат поени од борба. Ако и победиш сите четворица, значи имаш плюс 25 поени, така се рангира за настап на европско првенство и за влез во репрезентација. Ако настапиш во категорија минус 84, значи треба да си ја држиш таа. Значи не можеш да нема промена на категорија, да. Значи потоа, значи екипниот дел. Значи екипниот дел до 2 години имаше 5 екипи. Моментално има 4 сега. Значи Металург, Мак Петрол, Македонка и Цветан Димов. Значи тие 4 екипи имаме државно првенство, екипно, значи 5 души. Состава на една екипа е 5 души. Ти треба 3 победи за да бидеш победник. Значи 3 победи, значи на државното првенство настапуваш лига систем. Значи секој со секој собираш поени, кој е прв, кој е втор, кој е трет, се одредуваат по победи на екипниот дел. Може ли да ги споменеме кои се тие петмина, може би повеќе има од вашата екипа, бидејќи еве ти си гости меѓутоа да направиме една презентација на целата екипа, барем сениорската сигурно имате и пионери и кадети. Така, тие, значи, прв сум јас, втор е Рилак Никола, трет е Горан Иванов, четврти е Даниел Тунев, пети е Стефан Андов, шести е, значи, Маријан Донев и седми Георгиев Здравко. Значи имате и резерва. Значи 5 плюс 2 екипа. Знам дека настапувате, скоро беше во Црна Гора, шо турнир беше тоа, дали тоа во рамките на некој од овие меѓународните турнири, да речеме пријателски, или сепак се во некоја календарска програма на федерацијата, од која што зависи понатаму што учество дали на балканско или на европско. Значи федерација ги ограничува надпреварите во кои може да земеме учество и да избореме, например, секој јануари се прави календар на карате федерација. Може да настапиш за да собереш поени. Ако одеш на друг турнир, не можеш да собереш поени, џабе ќе настапиш. Неодамно имаше изборно првенство. Дали беше тоа за некој учество на некој од овие? Вака, имаше најпрво државно првенство. Значи државно првенство, па имаше изборно првенство. Мојата категорија до 84 кг може би е меѓу најтешките, затоа што составено е со Берат Јакупи, европски шампион до 21 година, значи Симон Антич кој го победи Рафаел Агаев, значи со 2:0 Рафаел Агаев знаеме дека е светски првак 5 пати минимум. И тоа е, значи имавме тешки борби, од кои јас не остварив пласма, нали, здравие Боже, до година. Ми се чини дека сега скоро треба да биде балканското првенство во Чачак, ми се чини. Балканското е во моментов, значи сега моментално е балканското од Чачак, кој од кај нас од Штип зборам, има настапуваат, значи Жарко Арсовски и Емил Павлов, значи тоа е од карате клубот Штип и им посакуваме среќа. Тие се во Жарко е до категорија плюс 84. Плюс 84, а Емил Павлов минус 60, да. Како стоат релациите, бидејќи еве вие имате доволно број, меѓутоа има ли соработка барем со штипските или скопските? Често пати ми се чини го гледам Берат Јакупи доаѓа, другите
Има ли можности некој пат да си спарингувате, да си помагате Значи, како целина репрезентација? значи како репрезентација прават се подготовки, ама и како клубови соработуваме со сите клубови и остојаме со отворени врати, имаме наша сала, значи поранешна пинг-понг сала, кој сака може да дојде повели на спаринг партнери. Имаме млади генерации, доста добри, членови имаме некаде околу 80, сакам да ги поздравам сите членови. Значи имаме од 4,5 години Браво. па генерацијски до сениори. Мора да ги споменем условите. Јас ми се чини на два наврати во периодот пред Нова година или по Нова година одржувате она редовна другарска средба со сите членови, со родителите на кои давате заслужени признания за најредовни, најдобри. Дали продолжува таа традиција? Да, традицијата продолжува, значи секоја Нова година имаме сликање со Дедо Мраз, значи дружба со младите генерации и веќе имаме доста добри членови кои треба да продолжат да вежбат. Имаме девојчиња добри, имаме машки добри, значи генерацијски може да излезе добар картист од карате клуб. Значи темел, база, основа се младите и тие сигурно настапуваат на турнири во пионерска младенска категорија. Има ги турнири такви. Да, да. Значи младинските генерации веќе озбилно си ја сваќаат работата и треба да продолжат само да вежбат и ќе има резултати. Јас реков во најавата дека покрај активното учество на надпреварите кон надпреварувач, помогаш и во улога на тренер. Сигурно главен тренер е твојот татко Кирче Патаклиев, меѓутоа за да се обслужат, да се научат на оние први финти или чекори во каратето, треба маса на повеќе луѓе кои што им помагат. Сигурно имаш и таа улога како тренер. Значи, јас веќе подолго време се бавам со тренерската група. Значи, водеме дел од генерациите, имаме, значи Рилак Никола да го спомнам, води и тој генерација, Марија Јованова да ја спомнам дека води и таа генерација, значи имаме премногу групи и заедно со својот татко ги водеме на едно ниво каде што треба да постигнат врвни резултати. Кирче Патаклиев беше и како селектор на некој од младинските категории, така ли? Да, беше како селектор поради овде големи работни обврски се повлече и сепак треба младите да стапат. Да кажеме дека тој е командир на противпожарната единица во Штип. Како стоат состојбите со селекторот, со главниот тренер на македонската репрезентација? Дали има правилен избор кога се оде на надпревари? Дали знае да прецени, знае квалитетите ваши? Па најпрвен селекторот, значи од Прилеп, Петар Белистојановски на сениорска репрезентација и некој пат знае да сгреши, ама најпрвен зависи се од себе. Значи како ќе се избориш на државно првенство, на изборно, сам си ја прави селекцијата. Селекторот има една улога како да направи припремен период. Тој само може да одрекува, например, за екипен дел. Може било кој да земе, ако мисли дека ќе помогне на целата репрезентација. Тоа се моментални досегашни резултати. Што ве очекува во оваа календарска 2015 година? Рековме, во тек е Балканското првенство, наскоро што може да очекуваме, кои настапи ве очекуваат? Па вака сега, значи за младинските категории да кажеме, има европско првенство и светско за кадети и јуниори. Значи планираме од нашиот клуб да бидат минимум 5 души во таа категорија, во тие категории. Потоа имаме за деца некои си државни првенства, значи имаме многу првенства, да не ги забравяме златните лиги кои престојуваат сега во тековната година и очекуваме резултати. Мора да се каже дека доста напорно е да се биде во оние татами. Колку тренинг се следуваат неделно, дали по еден дневно, дали по два? Како е тренажниот процес, да речеме на Сашко Патаклиев, дали треба утрески тренинзи или на 2 пати, 3 пати во текот на денот, да знаат помладите за да се заченат. Рековте имате околу 80 на деца. И дали се отворени постојано капиите други да примете? Да, значи ние секоја година, секој јануари, значи имаме нови уписни рокови и запишуваме секој што ќе дојде може да гледа, може, значи имаме услови за вежбање најдобри и за публика. И за публика и моментално, значи карате клуб Македонка
за сите што сакат да вежбат карате, може да дојдат во пинг-понг салата. Значи секој ден. Значи услови мојот имате прекрасни. Услови прекрасни. Значи секој ден од 6 сатот, значи 18 часот е отворена салата. Има 4 групи секој ден. Да. Значи за сениорите потребно е 2 пати на ден да се вежба. Значи Твојата работа е како? 2 пати редовно. Значи Насаба на Сабајле околу 9 сатот, 8-9 и поручувајќи во после сите групи ние стапуваме на сцена. Сашко, кој настан може да го издвоеш, бидејќи уште тече кариерата, меѓутоа досега кој те е најмил настан, вака најдрага победа или освојување на некој турнир, пехар? Па вака сега, значи најдраго е, значи за мене кога се освои екипен медал. Значи екипен се целокупно е така. Значи севкупниот медал е најдраг, али мојот медал може да го извадам на пример во Вроцлав 2008 година. Полска, светско универзитетско, изгубив од Јапонија. Во финалот. Во полуфинале. Да, полуфинале. Потоа има борба за трето место, па се надеваме на некој подобар резултат во иднина. Сум разговарал со многу спортисти, ми се чини најмногу се радуват на оние некој може би ги подсерува пофалница, благодарница, награда, диплома. Меѓутоа, на сите нив е опишан или пехорот си има своја историјат. Таа награда, таа диплома, ако е за трето место, се знае прва рунда, втора рунда, значи вашата витрина сигурно е богата со награди и трофеи. Значи мојата витрина моментално е во салата. Значи сите медали, сите дипломи стојат во салата. Сите деца гледаат, значи што имам освоено, како имам освоено. Значи тоа е нешто неопишливо, значи најдраго. Еве да ги земам на пример дипломите за појаси. Значи почнува од жолт појас, па црвен, па зелен, па плав, па кафеав, па црн, па први дан. И тоа се полага значи, пред комисија. Црн појас први дан. Јас сум црн појас трети дан. Трети дан. Да. Значи, до колку денови се оде? Оде се до 12. Дали има некои тоа? Па не верувам. До 10 мислам дека има. Има Мирче Опелски. Наши македонци? Да, наши. А во меѓународни рамки? Која е најголемата? Па тука е некаде, тука, 10 и да. 12. 12 нема, значи. Нема. Тоа е нешто екстра, нешто највисоко. Преку тоа нема одење. Нема. Рече дека играше фудбал. Дали одржуваш контакти? Еве, спомена некој од твојата генерација, дали има услови Сашко да го видиме и на фудбалските терени, барем мал фудбал? Па да, играме некој пат мал фудбал по салите, значи на тие турнири имаме, тука што одржуваат во Штип, настапуваме, али не е редовно. Да, имаме. Може тоа да биде како додатна кондиција за тешките надпреварувања. Да, ама не практикуваме многу, пошто има некои си несакани повреди, па може и да заврши кариерата со мал фудбал. Можеме ли да продолжиме со нашата работа? Да. Со предлог за денеска 10 двојки, 10 парови и оној резултат на кој што може да се јават гледачите Саутемптон, Ливерпул. Одиме со првиот пар, прва надпреварувачка двојка, надпревар Свонси, Манчестер Юнајтед, англиска премиер лига. Ба вака сега, знаеме дека Свонси е незгодна екипа, ама Манчестер мислам дека треба да победи денеска и ја типувам на двојка. Свонси, Манчестер Юнајтед, тип 2. Втора двојка Челси, Барнли. Тука нема што да се коментира, значи Челси е фаворит број 1 за титулата борба, мора да се победи. Единица. Челси, Барнли, тип 1. Италијанска калчо лига, секој пат незгодни од барем ова година, Милан е некој доста респектабилна, симпатична екипа, меѓутоа годинава некако менјава тренер сега Филипо Пипо Инзаги, се тресе фотелјата, меѓутоа доста респектабилно име Инзаги, можеби ќе ости Милан Чезена. Па Милан Чезена тешка ќе биде ова такмица, ама Милан мислам дека редно време е да победи. Да тргне. Да тргне возот. Да. Милан Чезена, тип 1. Следна двојка Каљари Интер. Во слична ситуација Интер, втората миланска екипа. Каљари Интер. Значи за мене Каљари е мощна слаба домашна екипа, значи во домашна атмосфера може да изведе на Интер 0. 0, да. Нерешено. Каљари Интер X. Пета двојка
Шпанска премиера дивизија, Атлетико Мадрид, Алмерија. Атлетико Мадрид најголемото изненадување е овие 2-3 години, како што гледаме игра добар фудбал, значи Симеоне добро ја спремала екипата, трчат многу и мислам дека ќе победи денес. Атлетико Мадрид, Алмерија, тип 1. Па Симеоне до вчера што се веќе играше и знае да направи атмосфера, да ги мотивира играчите со оние излети на теренот, со стално провокација кон судиите. Да. Заработува и казни, меѓутоа доста респектабилен и доста мотивиран кон своите играчи. Шеста двојка, Елче Реал Мадрид. Елче Реал Мадрид нема што да се зборува. Овде играт врвни играчи, Елче мислам дека нема што да бара. Претходната знам дека Елче играше и со Барселона. Мислам дека чиста двојка. Елче Реал Мадрид, тип 2. Пари Сен-Жермен, Тулус. Пари Сен-Жермен не можеше да го изненади Челси, па сега мислам дека сите работи ќе отидат на Тулус и ќе биде со многу голема разлика кец. Единица. Лион Нант, исто француска лига. Лион Нант, Лион е во добра форма, значи Високо на врво. горе со ПСЖ може да се бие битка. Да. Значи единица. Лион Нант, тип 1. Германска Бундеслига, Волсбург, Херта. Волсбург го изненади Бајер Михен, Да. кој голем фаворит во Германија, па мислам дека Волсбург денеска ќе биде единица. Волсбург. 10 пар, Хамбургер, Борусија, Менхенгладбах. Значи Хамбургер, Борусија Менхенгладбах се некаде Хамбургер борба за опстанок. Да видам само тука дали кај режијата грешка или сум јас грешка, ме се чини дека Хамбургер и Борусија. Што не? Хамбургер, Борусија, Менхенгладбах. Менхенгладбах. Значи, мала грешка е тука, место ДМ треба да стои. Типот Типувам на 0. 0 и ова. Да. Хамбургер, Борусија, Менхенгладбах, тип 0. Јас ки повторам, Сонси, Манчестер Юнайтед, тип 2, Челси, Барни, тип 1, Милан, Чезена, тип 1, Каљари, Интер, X, нерешено, Атлетико Мадрид, Алмерија, тип 1, Елче Реал Мадрид, тип 2, Пари Сен-Жермен, Тулус, тип 1, Лион Нант, тип 1, Волсбург, Херта, тип 1, Хамбургер, Борусија, Менхенгладбах, X или 0. И барам од тебе точен резултат или било каква прогноза за средбата Саутемптон Ливерпул. Доста интересна средба, Саутемптон Ливерпул 1-2 точен резултат. Само да запишем, бидејќи твоето име е прво. Значи 1:2 точен резултат. Да. Тоа е прогнозата. За крај, што ќе порачаме на гледачите од спортски аспект да надпреварувач и помошен тренер во карате клубот Македонка? Па најпрво им да се заблагодарам значи за поканата на телевизија Ирис и на Вилхил. Да и порачам на сите млади генерации да вежбат, не мора карате, значи да се бават со спорт. На врвните спортисти им порачувам значи да си работат својата работа. И тоа е. Сашко, мене ми беше драго што беше гостин. Знам дека те очекуваат обврски. Денеска има пријатна вечер. Ај од твој уста да кажеме што следува. Пријатна вечер, значи следува свадбата на еден драг колега, значи Дејан Митров и Викторија Тасева. Па да и пожелеме среќен брак. Инаку Дејан Митров беше исто така гостин во оваа емисија. Нека им се среќен за нови години, нека е бракот. Благодарам на тебе за учеството и еве, дај Боже и во прва следна прилика, прв успех твој и на карате клуб Македонка стои на располагање. Ова беше нашиот денешен гостин. Предлагам сега да одиме со джингл и реклама и веднаш потоа го бараме на дежурните телефони Велибор Џаровски Џаро со на негово катче Џаро Тип. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Облажувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вил Хил во секој катче на Македонија.
Пица ресторан Сае. Тајната е во вештините на угостителскиот еснав. Вистината во гурманското чувство на гостите. Идеално место за дружба со најблиските или деловните партнери. Организирање на прослави во незаборавен амбиент, прекрасна атмосфера и перфектна услуга. Пица ресторан Сае, во срцето на Горно Маало. Резервации и нарачки на телефон 384 698 или на мобилен 078 240 532. Спортисимо. Вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Почани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Продолжуваме со емисијата. Добивам сигнал дека имаме гледача линија. Велам добар ден за кого? Ало, добар ден. Повелете? Миријана Димовска на телефон. Миријана Димовска, ја немаме слушаното одамна. Да. Како е Миријана Димовска? Па добро е те. Одмараме денеска, неработен ден. Да, како мајка на двајца врвни спортисти. Да. Едниот уште во Шведска, другиот каде сега, Мартин? Мартин е и тој таму. Значи од бабите право во Шведска. Да. Нека им е со среќа, меѓутоа Фала. Таква е фудбалската судбина, Миријана. Па така е. Ваша прогноза за денешниот натпревар со Моја прогноза 0-0. 0-0. Да. Благодарам, Миријана, поздрав и со среќа. Фала, пријатен ден. Пријатно. Дали имаме друг гледач на линија и очекуваме јавување на Велибор Џаровски Џаро, ако биде се вред во линијите, инаку јас ги имам некои од паровите, меѓутоа убаво е тоа од него да се чуе, се слушнавме некаде околу 12 часот. Ако биде се во ред во линијите, добивам сигнал. Ало, добар ден. Ајде. Ваше име и презиме? Ристо Малечков. Ристо Малечков, ти си добитник од минатата емисија. Така ли? Ристо, 0-2. прогноза за Саутхемптон Ливерпул. 0-2. 0-2. 0-2. Благодарам, Ристо, поздрав и со среќа. Тоа беше Ристо Малечков, значи Сашко Патаклија прогнозира се 1:2, Миријана Димовска 0:0, Ристо Малечков 0:2. Инаку денеска во ова коло во италијанската калчо лига на програмата. Да. Ало? Ајде, може да се јавиме, другарче. Да, повели, име и презиме. Шефки Саниов од Виница. Шефки, кај си бе? Шефки? Добро, тука сум. Имаш награда од минатата емисија. Дали Да, упати? знам. Знаеш, нели? Ајде да чуеме прогнозата, Шефки. Намали го... 1 до 4 гола. Како? Од 1 до 4 гола. Може ли од 1 до 4 гола? Од 1 до 4 гола, да видиме. Ми се чини дека може 3 плюс да пишеме. Шефки? Кажи. 3 плюс да пишеме. Па нема да од 1 до 4 гола?
Има ли од 1 до 4 гола? Има го. Добро, ако има, еве, од 1 до 4 гола. Благодарам, Шефки, поздрав и со среќа. Ти си од Виница, така? Шефки Салиев од Виница. Сигнал. Значи, да си завршам мислата, 110 од дерби меѓу старите ривали Дженова Самдорија. Две екипи од исти град, слично на Милан, на Интер. Значи, по 110 пат се стартуваат. Двете екипи... Горан Наков на телефон. Кој? Горан Наков. Горан Наков. Како е Горане? Горан Наков. Велам како си, Горан? Добро, вие како сте? Одлично, од Штип. Од Штип, да. Прогноза, Горан? 3+. 3+. Благодарам, Горан, со среќа, ти беше еднаш добитник. Пријатно. Ме добро држи паметењето. Решија, дали ќе го добием и Джаровски или сега за 5 минути добио сигнал дека ќе се јави Джаровски. Тешко се добиват линиите, бидејќи сега двете линии работат 612-313, 612-314, како и да е. И ако не дојде до јавување на Велибор Джаровски, јас ги имам паровите, ќе ви ги издиктирам, меѓутоа сакам, еве, личе тој да го слушнете, бидејќи секогаш е драг пријател, отворен за соработка со спортската редакција на Ирис телевизија, а ги милува и оние негови пријатели од Штип и пошироко. Нов следуќа линија се исклучи. Дали другата линија имаме? Самдорија беше, да продолжам мислата, на местото кој водат во Европа, меѓутоа од почетокот на годината се им оди на лошо. Има 3 порази и 2 нерешени на 5-те последни надпревари, вклучувајќи го и дебанклот од Торино со 5:1 и елиминацијата од Купот на Италија од Интер. Ова екипа направи утки на трансфер пазарот со тоа што ги продаде недобрите играчи Габиадини и Гастадело. Добар ден. Добар ден, повелете. Дали тоа е Ирис? Да, Ирис телевизија, вашето име и презиме? Сузана Павлова. Само да запишам. Сузана Павлова, прогноза? Прогноза за Ливерпул двојка. Двојка. Сузана од Штип сте? Сузана Павлова од Штип, да, Ново село. Да, Сузана Павлова, тип 2. Благодарам, Сузана, поздрав и со среќа. Баш ми Добро, мило става, вака. пријатно. Што и, еве, и од понежниот пол се јавуват Миријана Димовска, Сузана Павлова. Добар ден. Добар ден, повелете. Тука е Душко Димовски. Душко Димовски. Да. Како е Душко? Да, чувал Господ. Чувал Господ. Резултато 1-1. 1:1. Точен резултат. Да. Благодарам, Душко, од Штип, така? Да. На Миријана Амазот ли? Да, знам него да. Тега, За ајде. сигурно, Душко, поздрав со среќа. Добар ден. Ајде, чао. Поздрав. Што е сигурно си тати, бидејќи има најразни варијанти. Миријана, еве, почесто ни се јавуваше добро, баш ми мило и денеска после толку време што се јави, еве и нејниот согор Душко Димовски, и родители на Мартин и како беше голманот сега, ми избега мислата, кој што и двајцата, едниот голман, другиот напаѓач. Мартин Димовски беше стрелец на оној прекрасен гол на баражот во Скопје. Некаде во архивата на Ирис телевизија го имаме тој прекрасен волеј удар со кој Брегалница успеа на тој бараж и обстана во првата македонска фудбалска лига. Дали има нов гледач? Нема. Очекуваме да поминат и оние 5 минути, да се слушнеме со Велибор Джаровски Джаро, а да кажеме, значи, лош трансфер пазар за екипата на Самдорија, ги продаде недобрите Габиадини и Гастадело, ги донесе Ето, Муњос и Кореја, кој не покажа ништо од својот потенцијал. Од друга страна пак, екипата на Дженова нема пораз на последните 3 надпревари, на кој победуваше против Верона и Лацио, а извлече реми со Фиорентина. Видливо е дека играта во тимот се поправа, па добрите резултати носат и високо место на табелата моментално на позиција број 6. Инаку, еве, Саутемптон Ливерпул, тоа ни е тема за ова. Да кажеме дека Челси е начело на табелата со 59 бодови во премиер лигата. Манчестер Сити е втор со 52, Юнајтед е трети со 47, Саутемптон е четврти со 46, Ливерпул е на седмото место со 42 бода. Дали имаме гледач на линија? Нема.
Екипата на Астон Вила ја почна спасувачката мисија во премиер лигата начело со новиот менаџер Тим Шервуд. Екс-тренерот на Тотихем доаѓа да го извлече тимот од летаргијата во која се најде и пред се од опасната зона. 5 порази поред и очајната ефикавност беа причина раководните луѓе да реагират и да ги помрднат нештата. Шервуд има задача да го победи Стоук, кој доаѓа на Вила Парк десеткуван поради повреди на неколку стандардни фудбалери. Оден Винге, Кркич, Айленд и Муниеса и суспендираниот Камерун. Режија, очекувам јавување и од Велибор Џаровски, од некој гледач. Ако е се во ред со линиите, ќе се очекам. Новиот напаѓач на Торино, Макси Лопес, е собственик на неверојатен рекорд поради кој и големите фудбалери може да му позавидат. Аргентинецот има голови во 5 различни првенства и во сите интернационални клубски надпреварувања. Лопес постигнуваше голови во првенствата на Аргентина, Шпанија, Русија, Бразил и Италија, потоа во Копа Либертадорес, Копа Судамерика, Лигата на шампионите и Лигата на Европа, откако даде 2 гола за Торино. Добар ден. Добар ден. Џаро, добар ден, како си? Пушка, како е? Супер. Ако сме пред време, што се тиче прочка, на сите Шипјани и Источна Македонија што сум им погрешил, нека простат, ајде со еден ден унапред, не е важно. Задар, Загреб, Хец. Да. Пишеш? Да, пишуваме, читај. Атлетико Мадрид, Алмерија, Кец. Да. Сабател, Панафиел, Кец. Да. Моријеренсе, Бенфика, двојка. Да. Напиша? Да, пишуваме. Партизан, Вождовачки, Кец. Да. Слушаш? Да, слушам, пишуваме. И Рајкер Лован со Вардар Ракомет поише од 54,5 гола. Значи, Зегин на сите им дава по едно ривче. Зегин најголемиот патриотски гигант, кој отвори сега 40 аптеки во оваквото во Војводина и Србија. Следниот пат ќе дојде лично еден представник и други награди ќе им дае, по едно ривче доби ова, иначе беше генерален спонзор и на Бубамара, гледајте ја вечер Бубамара на една од телевизиите ќе видите. Тоа е за денеска и ви посакувам на сите, заедно со Зегин, среќа во Источна Македонија. Сите поздрави и штета што Брегалница нема ова година у Лига, меѓутоа се видовме со Илчо Захариев на една приведба сега брзо, односно на ложето која беше на Свети Валентин и рековме до година, ако не сте праворигасли, градоначалници ќе ве праќаме министри, се насмеја ќе бидеме вајда. Поздрав до сите Стипјани. Фала ти, Џаро, поздрав и еве. Зао. Нека со среќа утрешниот ден празник, прочка дека ни простата која ме грешки. Јас ќе повторам уште еднаш паровите, бидејќи тој ги разбеше малку, реков се слушнаме околу 12 часа. Значи, Задар, Загреб, тип 1. Партизан, Вождовац или Вождовачки, не ме зимете, ми се чини дека е Вождовачки го рече. Важно, Партизан е домаќин, тип 1. Атлетико Мадрид, Алмерија, тип 1. Моријеренсе, Бенфика, тип 2. Гданск, Зависа во полското првенство, тип 1. Котријк, Вестерло, Белгија, тип 1. Сетубал, Пенафил, Португалија, тип 1 и Рајн Некер Вардар Ракомет повеќе од 54 гола. Ке повторам уште еднаш. Значи, ова е Џаро тип, ова се негови преслутувања, негови прогнози, дека ќе биде вака, можете да изберете најразлични комбинации, не мора сите, важно ова е негов предлог. Значи, Задар, Загреб, тип 1, Партизан, Вождовац или Вождовачки, тип 1, Атлетико Мадрид, Алмерија, тип 1, Моријеренсе, Бенфика, тип 2, Гданск, Зависа, тип 1, Котријк, Вестерло, тип 1, Сетубал, Пенафиел, тип 1 и Рајн Некер Вардар Ракомет повеќе од 54 гола. Благодарно за Велибор Џаровски, кој што еве и денеска одвои време да се јави, да го породи оној негов прогнозерски тип, да се осети неговиот дух, оној мирис на надпревари кои што ќе бидат добитни.
па нека е со среќа на сите оние кои што ќе типуваат. А Бога ми да ви кажам дека се сретна со многумина досега, бидејќи во повеќе од 13-14 емисии Џаровски беше некаде во 6-та емисија гости, значи веќе 9-10 емисии дава своји прогнози и тука некаде со 90% е учесник во некои прогнози беше и 100% точен. Значи може да се направите најразна комбинација, да одиграте 7 од 8, 6 од 8 или 5 парови кои сакате по ваш избор, да ги типувате и да очекувате награди. Дали имаме друг гледач линија? Ако нема, тука некаде можеме и да ја завршуваме емисијата. Благодарност до сите оние кои што се јавија, благодарност и до нашиот денешен гостин, тоа беше ексклузивитет Сашко Патраклиев, надпреварувач и тренер, помошен тренер во карате клубот Македонка, кој што ги понуди своите 10 парови. Ако може режијата можеме и да ги повториме за оние кои што подоцна се вклучија, дали ќе можеме да ги видиме уште еднаш режија. Еве ги паровите. Сонси Манчестер Юнайтед тип 2. Челси Барнли тип 1, Милан Чезена тип 1, Каљари Интер X, Атлетико Мадрид Алмерија тип 1, Елче Реал Мадрид тип 2, Парис Сен Жермен Тулуз тип 1, Лион Нан тип 1, Волсбург Херта тип 1, Хамбургер Борусија Мехелабах 0. Имаше и уваѓај за нашиот тип, односно тоа беше типот и предлогот на Сашко Патраклиев, Саутемптон Ливерпул. Значи, тоа беше се од нас. Благодарам за вниманието со кое не следевте. Поздрав од мене, драги Герасимо Пушка, од техничките реализатори Трајче Донов, Трајче Милинов Чордаш, Петар Черкезов, Теодор Кусекатов, Дарко, како беше? Дарко Донев, да не заборавам некој, Горан Христоски Кичо. Останете со здравје и уживајте во програмата на Ирис телевизија. Се гледаме следната сабота во 13:30 часот. Пријатно.